Обвинителката Вилма Русковска го испраша загрозениот сведок. Тој се одговори на прашањата на адвокатите, но не се знае што кажал во судница на главната расправа за крвавиот четврток, бидејќи јавноста беше одстранета поради неговата безбедност. Во судницата останаа по еден представник на ОПСЕ и на Американската амбасада. Одстранети беа и од коалицијата Сите за правечно судење, кои се стручна јавност. Ако се открие идентитетот на сведокот, макар и на самата расправа, тој сведок е разоткриен за сите учесници во постапката. Че не е битно јавноста да не го дознае неговиот идентитет, колку што е битно обвинетите во конкретниот случај. Одредени поединци кои што им беше дозволено, значи мисијата на ОПСЕ во конкретниот случај да присуствуваат на самото судење, беше дозволено да присуствува со аргументација дека истите имаат протоколи за заштита на безбедност на податоци. Значи, таков ист протокол во текот на вчерашниот ден, веднаш по нашето исклучување на нашиот представник како јавност, беше доставен од страна на судот, зашто до денес не е нашето барање разгледано и протоколот земен во предвид за заштита на податоци, која што нашата организација ги има, и тоа не ни е се уште јасно. Судиката Добрила Кацарска забрани да се споделуваат информации од распетот на загрозениот сведок. На судењето службено беа повикани и 8 бранители. Адвокатите немаат никаков одговор од кривичниот суд, откако вчера беа отстранети од судницата и се збунети. Велат немаат намера да ја одолговлекуваат постапката. Искрено е нека статуска ситуација која што ни мене не ми е јасна, затоа што одредбата од член 361 став 3 е јасна дека доколку судот го одземе правото да може да некој биде бранител во постапката, го задолжува обвинетиот да се произнесе дали ќе обезбеди друг бранител или не. Овде е продолжено судењето со присуство на истите бранители, без никаква назнака и никакво произнесување во тој дел. Присуството на адвокатите може би е инспирација на судот да ги обезбеди по службена должност за евентуално ако не се појавиме на денешното рочиште, што можевме да го сториме без никаков проблем. Меѓутоа, одбраната е сериозна во овој предмет. Имаме сериозни наводи кои можеме да ги изнесеме во врска со одбраната на нашите клиенти. Реагира и од адвокатската комора со став бранителите да се ја вршат достојно професијата во судот. За собраниските инциденти, распетот на загрозениот сведок е клучен за судската постапка.